Емисијата Македонски траги, по своето име, по својата концепција, трага и ги бара нашите корени. Денешната емисија ја посветуваме на истражувањето на госпоѓата Маргарита Китан-Ивановска, која се нарекува Букварот. Многу едноставно име, но говори за нашата писменост, но некако што ја имаме ние сите просечно образованите дека датира некаде од 6-7 век, туку напротив. Госпоѓата Китан-Ивановска ги бара корените на писменоста многу подалеку. Па токму од тука и прашањето, нели, од кога датира древноста на македонскиот јазик, цивилизација, култура и писмо? Древниот македонски јазик, според моите истражувања, како македонист и како книжевник, води потекло најмалку 30 милениуми пред новата ера. Зад овој податок стои изобилство на артефакти и архефакти. Например, во 1864 година геологот и палеолингвист Едуард Пиете во Франција, во областа на Пиринеите, во пештерата Маз де Азил, открива едно меѓу првите најдревни писма кои се напишани со древната македонска азбука. Тоа е древна цивилизација која постои исто во Глозел. За прв пат чинам во овој мој труд ги се објавуваат на виделина артефактите од Глозел. Тоа е област, исто така во Јужна Франција, 24 километри се наоѓа од Виши во областа Алиер. Во 1924 година доктор Антонин Морле заедно со фармерот Емил Фрадин ја откриваат глозелијанската цивилизација и култура, изразена низ артефакти, од кремен, низ записи, низ обработка на вазни, изработка на рогови од ирваси. Најдувате една цела цивилизација одразена низ своите артефакти. Ако ги прочитате овие записи со најдревната македонска азбука, за која постојат артефакти и на нашето тло, најмалку некаде 7500 години пред наша ера, најдени во Говрлево, во Синчани, во Тумба Маџари, тоа е неолитот. Знаете, во Вршник, во Таринци, во Скочивир, со древната македонска азбука комплетно можете да ги прочитате овие записи. Тука се старото име Гоце, тука е Асен, тука вие ете Буф. Јас тие артефакти ги нудам и покажувам дека древната македонска цивилизација, изразена низ најмногу низ писмото, се разбира и низ јазикот, постои не само 30 милениуми, постојат артефакти за 50 милениуми пред новата ера. За да тврдите нешто, мора да биде подкрепено со научни факти. Во овој случај, јас ја користев геологијата. Знаете како? Земјата е стара некаде 4,5 милиарди години и до ден денес претрпела во својот развој многу промени. Стануваат многу геотектонски промени, стануваат има голем степен на развој кој доведува до денешниот облик на постоење на континентите. Се зборува дека во почетокот, кога е создадена земјата, постои еден заеднички континент, се вика Пангеа. Едно пред 275 милиони години. Тоа е споена Европа со Азија, западниот дел на Африка и двете Америки. Оваја Пангеа подоцна во текот на развојот, благодарение на тоа што дното на океаните се шири, настануваат пукнатини на земјината кора и започнува создавањето на континентите. Еден од континентите, денес постојат 6, седмиот континент кој потонува според артефактите и геолошките сознанија, некаде 12.000 години пред нашата ера е континентот Ма. Тој континент има цивилизација, има азбука потврдена, го има, е првото царство на луѓето,
Практично континент со божицата Ма, нашата најстара божица, нашиот најстар култ, го имаат знамето со 8 зраци, што го имаме ние денеска. На нивниот грб стои крстот. Македонците не се само православни од 2 милениума, од првиот век на новата ера, ами и 50 милениума на нивниот грб стои крстот, знаете. Крстот е символ, енергетски символ, со кој Творецот, Бог го создавал светот. 4 страни на крстот се означени 4 творечки сили. Всушност се тврди научно, тоа го дознав од професорот Тентов, дека всушност пресекот на земјината плоча европска со афричката, во пресекот стои крстот. Од таја енергија се е создадено. И ако лингвистички го обработите терминот, например, Господ и Творец, се добива градител. Земете го Бог, прочитајте го античко македонски од десно налево, добивате гат. Гат. А кај пелазгите поминува во е. И кога го напишите га, ит, и кај китите значи ли или ри. Вие добивате га, рит. Ар групата поминува во ро, добивате го, рит. Ова ри станува, според промените на кититскиот јазик, равно е на ни, равно е на ми и на ти. Вие добивате гости. Практично Т е добиена од М равно на П во Б и добивате Господ. Сакам да кажам да со ова дека најстарите термини кои ден денес постојат, како во религијата, така и во културата, видовте и во овие, дури и во нашите символи, имаат старост некаде 50.000 години пред нашата ера. Дека е ова точно, од тој континент останата е денешна Полинезија, се вика дека бил во Пацифик, а до нашите краеви. Останата е Малезија, кај малезијците имате предавање дека водат потекло од македонците и сончевата и огнената принцеза. И ако искористите Google и го погледате денешното Тахити, Хаваи, таму се уште стојат македонските термини. Таму ви е Макеа, таму е Пела. Така да... Кога сме веќе ке македонските термини, спомнавте Ма. Од каде доаѓа генезата на нашето име Македонија? Точно така. Според мене, наука имате ако се подкрепувате со аргументи. Јас се обидов, поидов од мојата теза дека ако ние сме навистина толку древни, денешниот современ македонски јазик е континуитет и наследство на античко-македонскиот јазик, на кититскиот, на бригискиот, на келтскиот, на тројанскиот, на пангејскиот јазик. Ова го говорам во врска со ова што ме прашавте. Божицата Ма, ако ја прочитате античко-македонски, Ма-А е практично, А добиено од 2А, добивате Ада. Ада е остров. И ден денеска ја имате Ада Циганлија. Д буквата пред А, на база на законот за Стуртеван, станува Т и добивате Ата. Ата, Атес е името на најстарата Троја, на Пангеа. Тоа е континентот што ви го спомнав, чие име значи Македонија. Најстарото име Македонија, значењето на оваа лексема значи мајка земја. Пангеа, кој ќе ја обработите лингвистички. Групата П, Г и Н во грчкиот јазик преминува во ГК. Вие од Пангеа добивате Пакеја. Бидејќи грчкиот јазик, знаете, писмото го зеле од феникијците. Феникијците се пелазги. Ф буквата е добиена од П, заменувате ни со ли, добивате пелисти, пелазги. Буквата П преминува во Б. Така да и ден денес ние имаме раб, имаме рам, имаме рабнина, имаме равнина. Ако ја замените, вие таја Пакеа станува Макеа. Е равно на А и, тоа е дифтонг, добивате мајка. Македонија е мајката земја.
Името Македонија се состои од Маке и Гдонија. Маке ви означува мајка, Гдонија значи земја. Мајка земја. Лексемата Македонија е мајка земја, лексемата Македонија е мајка на првите кити царевите. Ако го прочитате Кита, во Библијата стои Александар Македонски излезе од земјата Китим. Ние сме кити. Прочитајте го, одесно налево добивате Ати, островјани, тројанци. Од таму македонците се и името Македонија најдревно означува мајка земја, мајка на првородените, бидејќи кити, ако го обработите, еве и усно да ви го обработувам, К за ди станува Ц. Ие, а и добивате ца и ти. Ие ри, цари ти, т е в, цари ви, ие еј добивате цареви. Китите се првите цареви. Јас сум китан, презимето ми е за среќа китан, може би дедо ми бил китан, од китите кои од овој простор, од југ се простираат, знаете, низ цела Европа. Македонија е матрица. Древниот македонски јазик е протојазик, е прајазик, тоа е матрица за сите европски јазици. Од него се развијани келтскиот, англискиот, францускиот, бригискиот, германскиот, прасловенскиот, китите, бригите, древните македонци, прасловените се првите жители создадени на мајката земја. Сега токму кога веќе ова прашање. Исто така имате уште една интересна, всушност не теза, туку веќе вие научно се обидувате да ја докажете. Значи, прасловените велите се најдревните македонци. Да, точно така. Според званичната наука, знаете како, во 19 век е создадена теза дека словените се тие дојдени некаде на Балканот во 6 век, па во 9 се описмениле. Дури според таа званична теза, во 19 век се тврди дека биле неписмени, практично, и дошле на Балканот како такви, а ги описмениле поробувачите. Паднале на Балканот, дошле неписмени, па биле под робство на бугарите, ото Кронштајн и Хенрик Бирмаун, ова е нордиска теорија, и биле неписмени и тие ги описмениле. Нордиската теорија тврди дека писменоста доаѓа од Германија и потоа се шири. Но, за среќа, знаете како, јас верувам во наука и во Бога. И сметам дека се има развој. Така да и научната мисла си го пробивала својот пат. Во 20 век, прочуената доктор професор археолог Марија Гимбутас, творец на многу книги, како Јазикот на божиците, да, Годес и Год, така се викаат, тврди дека без Македонија ја немате Европа. Еден Гордон Чајлд во 1899 година зборува за постоењето на Тројанското писмо, на Бригитското, на Кититското. Еден Беџик Грозни 1917 година ги открива плочките со Кититското писмо во Мала Азија. Развојот покажува дека цивилизацијата тргнала од југот. Некогаш, знаете како, на секој 2 милиони години станувале ледени времиња. Јужно од 45-та паралела во која спаѓаме ние, Балканот никогаш немало такви ледени времиња. Во сите географски атласи, во науката, например, еден академик Владимир Георгиев покажува дека во 5-тиот, 7-миот милениум постојат македонците и цел еден развој давате низ милениуми. Цивилизацијата почнува од југот. Од тука почнува и се движи од таја сама Пангеа, кога, например, во 6000 години пред нашата ера настанал потопот, тогаш се создава Егејско море. Знаете, предходно ви зборев за древните цивилизации, кога тони копното, а имате артефакти во геологијата според Даноа, според Милутин Миланковиќ, еден тон артефакти за постоење на тоа копно. Според картата на господинот Цвиич видовте, во таја територија пред создавање на Егејско море имало Егејска езерска зона. Македонија е со 19 езера најмалку. Со тонење